Во пресрет на празникот Велики поклади или прочка, ден кога христијанските верници даваат, но и бараат прошка, како и почетокот на Великденскиот пост во понеделник, кој е еден од најдолгите, но и најзначајните во христијанската вера. Утрово во Македонија наутро разговараме со доктор Илче Мицевски Игнат, ВД декан на Православниот Богословски факултет, за значењето на простувањето, духовната подготовка, но и за вистинската смисла на постот. Отец Илче, добро утро и добре дојдовте во Македонија наутро. Добро утро и добро ве најдов. Во недела го одбележуваме празникот Велики поклади или прочка. Кој е неговото суштинско значење во православната вера? Самиот назив на поклада или прочка ни означува еден посебен ден кој што ни најавува еден посебен период кој што доаѓа. А тоа е Великденскиот пост, пост кој што претходи на најголемиот христијански празник Воскресението Христово. Значи ден кој што ни навестува дека започнува постот, но од друга страна ни навестува дека простувањето е еден од важните услови за почеток на тој постот и на христијанскиот живот. Отец Илче, зошто простувањето е во центарот на овој празник и колку е важно за духовниот живот на верникот? Простувањето во христијанскиот живот има посебен услов за спасението на човекот, но простувањето е токму ставено на почетокот на постот, за да ни се укаже дека без простувањето ние не можеме да бидеме слични на Бога кој што е милостив и кој што проштева. Самиот Бог и самиот Свети Јован Крстител ја започнуваат нивната мисија со зборовите: покајте се зашто се приближи Царството Небесно. А простувањето е еден од условите за нашето спасение, но исто така за воспоставување на добар однос и добри врски со нашите блиски. И во молитвата Оче наш го молиме Бога Отецот да ни ги прости нашите гревови, како што ние им ги проштаваме на нашите должници. Значи, простувањето е момент кога се помируваме со нашите блиски, на кои што ние им си им сгрешили или тие ни сгрешиле нас. И ете, преку тоа простување, преку помирување со нашите блиски, преку очистување од нашите гревови, го започнуваме периодот на Великденскиот пост. Дали денес правилно ја разбираме пораката на прочка или таа се сведува само на традиционален обичај? Тука би требало да ги прашаме поточно верниците, дали тоа за нив е само обичај или ја разбираа суштината на простувањето пред постот. Нели старите велеа дека таков е адетот. Но ако остане само како еден едноставен или обичен обичај, можеме да го изгубиме ако не ја сватиме суштината. Но ако ја сватиме суштината на простувањето, а таа суштина е да се помириме со другите, да им простиме, за и Бог нас да ни прости, и така очистени да се даруваме себе си на Христос, чие што воскресение го очекуваме. Од понеделник започнува Великденскиот пост. Зошто овој пост има посебно место во православниот календар? Овој пост е еден од најстарите постови во историјата на црквата, бидејќи, како што спомнав, Воскресението Христово е најголемиот празник и првиот празник кој што христијаните го празнуваат, како нели од таа низа на Господови празници, и секогаш пред овој празник претходи период на пост. И еве го знаеме овој пост, го нарекуваме велик, значи голем пост, Великденски пост, и е значаен бидејќи не воведува во еден период на покаяние и на душевна и духовна подготовка за пречекување на воскреснатиот Христос. Што навистина значи да се пости? Дали станува збор само за воздржување од храна или има некоја подлабока духовна подготовка? Христијанскиот пост не подразбира само воздржување од храна, бидејќи нејадењето на мрсна храна, ако нели се осврнеме само на воздржувањето, нема да биде многу различно од диетите што ни се даваат во центрите за нутриција. Христијанскиот пост подразбира и воздржување од мрсна храна, но исто така и молитва. И овие две работи се надополнуваат. Со полен стомак со мрсни јадења, човекот потешко може да се моли.
И затоа постната храна му возможува улеснување на телото и поголема можност на човекот да се посвети на молитвата. Отец Илче, и за крај на нашиот разговор, која е вашата порака до сите верници по повод Великденскиот пост? Мојата порака до верниците на православната христијанска вера е да бидат добри, да прават добри дела. Еве во овој пост да се потрудат да постат и гладта и жетта по материјалната храна да ја пренаменат во глад и жет по Бога. И така духовно да се подготват и со душевна радост да го пречекаат христијанскиот празник Воскресение Христово. Ви благодарам за разговорот. Благодарам јас.